Meteo, Veles. Info Meteo Veles, 21. септември 2022 година, среда, нешто околу 10 часот. Во Македонија се очекуваат кратки локални изолирани врнежи, можно понекаде врнежите да бидат кратки и поројни и со слаби грмотевици. Меѓутоа, прогнозава ја правам рано, бидејќи и во Македонија се очекува првиот снег на Шар планина, Солунска глава, па и нешто околу Пелистар горе. Значи, снег се очекува, кога велам снег се очекува некој изде колку така да провее, можете поубаво вака да видите сега на оваа анимација. Значи, некаде во крајните северозападни и западни делови над Тетовскиот регион, позади Гостиварскиот регион, поточно они пограничен шарпланински дел, Попова шапка, Мавровскиот регион, високо горе над 2200-300-500 метри. Значи, тука некаде погранично со Косово, со Албанија и со Македонија се очекуваат слаби провојувања на снег. Поради ниска температура, денеска најниска температура на Шар планина, Попова шапка 1 степен, но немаше густа облачност и немаше можност да провее снег. Меѓутоа облачноста ќе се зголеми за кратко време. Гледаме дека се очекува снег и некаде околу јужниот дел од Скопскиот регион према Солунска глава. Тоа е значи некаде кај Патишка река, Алдинци. Тој регион се очекува исто така да има провојување на кратки снежни периоди. Што се однесува за проварувањата, гледаме дека ќе има и во околу Кичевскиот регион, Охридскиот, потоа Струшкиот, Дебарскиот регион, нешто Преспанскиот регион, потоа крајниот североисточен Кривополаничкиот, Конечкиот, Кочанскиот, Кратовско, нешто околу Струмичко-Радовичкиот регион може да проварне дожд, јужно од Скопскиот регион, Битолско према Кожовскиот регион. Тука некаде би имало значи проврнување на дожд. Ке има исто така и засилен ветер долж по Вардаријето. Може да видиме и за брзината на ветерот. Значи, брзината на ветерот во северните, потоа долж по Вардаријето кон југот и југоистокот према Кожов, брзината на ветерот би се движала некаде околу 25-35 до 40 км на час, а на удари на моменти брзината на ветерот може да надминува и над 60 км на час. Значи, тоа е што се однесува за брзината на ветерот. Може да видиме и за температурите колку би се движале денес. Значи, некаде максималните до 18, 19, 20, евентуално најмногу до 22 степен доле кај Гевгелискиот, Валандовскиот регион, Богданци. Значи, тука некаде околу 20, 21, максимум 22 степени. Во Велешкиот регион некаде до кај 19 степени, па и 20 степени, Скопскиот регион. Значи, тука некаде би се движала температурата максимална за денес среда. Што се однесува за наредните денови, утринските температури ќе паднат нешто по-ниску, значи можно температурите да се симнат и под нулата, некаде -1 па и до -2 степени. Меѓутоа не треба да се плашат многу земјоделците, поточно оние кои што се ки Преспанскиот регион и на други места, бидејќи тоа ќе биде за кратко време, веднаш штом ќе се појави сонце, наеднаш ќе дојде и до покачување на температурата. Тоа се значи кратки периоди на ниски негативни температури. Значи се очекуваат и слаби мразеви, оние есенски мразеви, што би рекли. Тоа е тоа. Значи, навистина многу порано стапи есента, но се очекуваат затоплувања во текот на следните денови. Поточно од кевикијатот ќе има поголемо затоплување преку ден, но утринските температури понатаму ќе бидат ниски. Метео, Велес.